Општините, бизнисите и академската заедница во Полог ќе ги спојат силите за поддршка на младински проекти. Тоа ќе се спроведува преку младинскиот ресурсен центар ICANN во Гостивар, кој од 2022 година почнува да делува како фондација. Во центарот вчера попладне се одржа состанок на бордот, на кој беа дефинирани деталите и се официјализираше одлука за формирање на фондација. ICANN веќе станува фондација, ќе биде прва од таков тип во Полошкиот регион, во која што ќе има можности и да аплицира и во други европски проекти, се со цел да се подигне тој нивото на IT и трансфер на технологии во како кај младите, така и во компаниите во Полошкиот регион. Најголемите полошки општини на состанокот ги представуваа председателот на Советот на Гостивар, Валбон Лимани, и тетовскиот градоначалник Билал Касами. Една од поинтересните точки е формирање на фондација, прва од овој вид, која се нарекува Triple Helix и која се состои од општините, приватниот сектор и универзитетите. На дневен ред има и други точки кои ќе се разгледаат на денешниот состанок. Општина Тетово како учесник, како носител, еден од носителите на овој проект, ќе биде посебно ангажирано да овој центар заживее, да овој центар биде центар каде младите, студентите, сите кои сакат да најдат работно место, да најдат соодветно работно место преку кое не само што ќе обезбедат финансиски средства за да создадат нивната иднина, туку ќе најдат работни места кои ќе бидат соодветни, кои ќе бидат достоинствени, кои ќе бидат во духот на создавање на посветла иднина за сите. Универзитетот на Југоисточна Европа е партнер на Младинскиот центар, а во бордот членови се ректорот Абдулменав Беџети и секретарот Џеваир Мемеди. Имаме на дневен ред исто така конституирање на фондацијата, која ќе биде на некој начин собственик и да води сметка за одржливоста на центарот ICANN. Така да предпоставувам тука триаголникот општините во Полошкиот регион, двете најголеми и Тетово и Гостивар од една страна, универзитетот од друга страна како академска заедница и третото треба да биде комунитетот на бизнисот. Предпоставувам дека ќе се создаде таква структура која ќе направи центарот да биде одржлив. Работата и мисијата на ICANN е поздравена и добива поддршка од бизнис заедницата во Полошко. Овој проект е многу интересен за малите бизниси кои ќе можат да се развиват, да им се прават разни проекти на мали компании, да се развијат и тука може да доаѓаат деца да си играат, да прават домашни и така натака. Многу интересен проект. Дај Боже да младите што почесто доаѓаат тука. На вчерашниот состанок на бордот се зборуваше и за активностите што ги спроведува центарот и плановите за воиднина.